Ке зборуваме за исцелување вечерва. Повториме работи основни. Се изградиме во Словото и не само Слово, но потоа ќе застанеме пред Господ и ќе примиме Неговото исцелување. Халелуја, затоа велам останете во Неговото присуство. Господ е лекар, Јехова Рафа. Значи, многу пати сме збореле на оваа тема и сме се молеле и се молиме, нели? И најбитната работа околу исцелувањето, а и било која друга работа во врска со Господ, значи, треба да знаеме дека работата веќе е завршена. Јован, Евангелие 19:30, најбитниот стих у Словото и најкраткиот збор што Исус го кажал. Слово рече се заврши. Завршено е. Јован 19:30. Завршено е, рече Исус. Висеше на крстот и рече завршено е. Ова е темел за нашата вера во Бог. Темел за било што во однос на Бог. Работата е завршена веќе. Значи, многу е битно да знаеме дека е завршено. И да веруваме дека е завршено. Кога се работи за исцелувањето и за било која друга работа со Бог, али е исцелувањето, многу битно е да веруваш дека е завршено веќе. Дека ти веќе си исцелен. Не ти ќе бидеш исцелен. Ние не се молиме некој да се исцели во смисла сега ќе измолиме од Господ, па и Господ ќе рече добра и ќе се смилувам, ај ќе го исцелам. Него ние веќе сме исцелени. А кога молиме, ние само го примаме, го ослободуваме тоа исцеление, затоа што има многу пречки, или ѓаволот сака да те спречи, ѓаволот сака да те направи болен. Тоа е поентата на нашата молитва. Не ние сега нешто ќе направиме, не ние нешто ќе па направиме Бог за да направи. Бог веќе направи. Завршено е. Многу е битно ова. Ќе ти даде мир у срце. Ќе ти даде сигурност. Тоа е вера. Верата е сигурност. Ти даде надеж за било која работа. Еве за исцелување вечерва. Дека ти веќе си исцелен. Дека Исус веќе умре за твоите болести. Имаш депозит у банка сигурен. Само треба да идеш да си го земеш. Тоа е молитвата за исцеление. Си го земам тоа што ми припаѓа у моментот. Што ми треба исцеление, си земам. Што ми треба мир, си земам. Што ми треба решение за овој проблем, си земам. Ама јас веќе се имам во Христос. Веќе е завршено. Многу е битно ова, браќи и сестри. Завршено е. Зборуваме духовни војни, битки, ѓаволот не напаѓа, ние напаѓаме, тепаме. Така е. Ама вистината е, темелот на сите тие битки е дека веќе е завршено. Веќе победивме. Победивме. Затоа што Исус веќе победи за нас. Исус веќе победи. Исус веќе ја победи смртта. Има ли поголем непријател од смртта? Ако велиме дека веруваме дека Исус воскресна, веруваме, нели? Смртта е најголем човеков непријател. Сите проблеми, болки, страдања, болести, сиромаштија, како сакаш наречи ги на овој свет што не мачат, сето тоа заедно сумирано се вика смрт. У различни болеста е смрт, у некој мал облик, нели? Сиромаштија, проблеми, те боли ова, нели? Се тоа смрт, уништување. Ѓаволот сака те уништи. Исус ја победи смртта. Веќе ја победи. Исус веќе ја победи смртта. А тајната Божја и радосната вест, ај малце во друга насока е, што Исус ова го кажува на крстот, кога умира. Не го кажува ова кога воскреснува, па да вика, завршено е, победив. Него уште на крстот кога умира. Тоа е вера. Така и за тебе и мене.
Знаете кога ѓаволот е згазен по твоите нозе? Кога ти е најтешко? Кога ти е најтешко, тогаш Божјата победа е најславна и најголема. Павле вика, во моите слабости силата Божја се пројавува. Кога највеќе го гонели и тепали највише маки проблеми штил, тогаш Бог најсилно бил во неговиот живот присутен. Тоа малце контрадикторно, ама вистината е тоа. Кога најмногу те боли, тогаш си наисцелен. Кога ќе ти кажат диагноза, готов на умирање си, тогаш највише вера за исцеление имаш. Да? Господ тогаш вика, не, ќе живееш. Зашто? Оти завршено е. На крстот Исус тоа го кажа. Некој воскресна од гробот. Воскресението од гробот беше работа на таткото. А Исус својата работа си ја направи. Така да ти, ако го примиш ова откровение, оваа вера, дека е завршено, и стоиш во тоа, и го примиш тоа исцеление, и го веруваш тоа, и го живееш, и го прокламираш, и го молиш на овој начин, ти веќе победи. Ти веќе си исцелен. Ама ме боли, ама исцелен сум. Не само на крстот пред 2000 години, него и реално сум исцелен. Ама чувствувам ме боли, исцелен сум. Вистинската вера е контра на тоа што го осеќаш у телото многу пати. Вистинската вера е контра. Бог, како вика словото? Бог е вистинит, сите луѓе се лажговци. Така вика словото. Бог е праведен, се е неправедно друго. И тој Бог вели завршено е. И сега на кога јас ќе верувам? Што е завршено тоа? Што е завршено? Исус висеше на крстот и рече завршено, ели? Ајде Исаја 53 ќе читаме. Зборува за распнувањето Христово. Пророчки. Стотици години пред да се случи. Исаја 53. Дури пред да се случи, пророкувано беше. Уште од почетокот, пред човекот да постане, Господ све го испланирал на некој начин. И така да, кога ќе кажеме имаме проблеми или не знам што, нерешливи ситуации, а Господ уште пред да те создаде се смислил како да те спаси, те избави, те исцели. Се што треба да кажеме, само верувам, Господе, помогни на моето неверие. Тоа е проблемот. Не е проблемот проблемите. Проблемот е помогни на моето неверие. Тоа е проблемот мој вистински. Тоа е од вистински проблем. Не дали Господ може, не може, сака, не сака. Не дали проблемите се многу големи, нерешливи, не знам што, него мојата вера е проблем. И јас сум проблемот. Затоа проповедаме слово за да си го решиме вистински проблемот кој што е во нас. Примеме словото. Примеме словото на вистината. Вистината ќе не ослободи, рече Исус, ќе не исцели. Тој словото Божје е вистина. За овој свет е лудост. Ама ние не сме од овој свет. Ние разбираме по срце што зборуваме вечерва. Амен. Човечки лудости збориме. Што ми е гајле мене? Јонака мисла дека сме луди. Бар ќе верувам. Исаја 53. Првиот стих вика, кој му поверува на ова што ни е објавено? Кому му се откри Господовата рака? Кој поверува во ова? Добро, тогаш кога беа на земјата никој не веруваше. Сега да кажа. Исус им откриваше на учениците, ама и тие. Кога дојде чинот на распнување, тие беа помрачени, не разбра што се случува. И Исус вишеше на крстот, завршено беше. 4 стих читаме, што се заврши на крстот? Тој ги понесе нашите болести, тој ги понесе, значи ги зеде на себе. Минато свршено време. Он ги зеде на себе, нашите болести. Читаме што беше на крстот, што е завршено. Кој рече Исус завршено е. Што се заврши? Кога висеше, он ги зеде нашите болести. И ги зеде сите. И рече завршено е. Ма не само болестите, вика, ги зеде врз себе сите наши болки. Болката е исто голема работа. Болеста на некој начин е болка. Се додека не те боли, не си болен. Не ли така? Може да си болен сега, не знаеш, не те боли.
Проблемот е болката. Духовна болка, емотивна болка, физичка болка. Нели, срце те боли, ова те боли. Душа те боли. Вика, он ги зеде врз себе нашите болки. Болката ја зеде на крстот. Него го болеше, за да тебе не те боли. Он беше болен, за да ти бидеш здрав. Он ги зеде, разбираме, зеде. Шо имаш нешто? Еве, клучеви, овие се на Златко и јас му ги зимам. И сега више не се ке Златко. Сега се ке мене. Речеме, ова е болеста. Болеста на Златко и му ја зимам и сега више нема болест ке него, не здрав. Ке мене е. Така Исус ги зеде нашите болести. Ги зеде нашите болки. Ги зеде. Дојде и ги зеде од еден до друг. Знаете колку работа беше тоа? Ама тоа во вечноста. Кога велим Исус умре за сите луѓе. Буквално за сите, јас верувам умре. Поединечно, не општо за сите, као, за сите. Теоретски. Јас верувам Бог лично секој го создаваше, секој човек. Лично го познава. Знае каква коса има, уши, очи, мисли, све, како мисли. Бог го знае секој човек се, детали. Секоја болка, секоја повреда. Исус дојде го зеде сето тоа од секој. Твојата болка, твојата болест, лично. А ти Господ многу те сака, толку многу. Твојата болка ја зеде лично. Лично. Бог е личен Бог. Тој ги зеде нашите болки. И ние сметавме Бог го бие и го понижува. А луѓето го гледали и мислеле не му угоден на Господ, затоа страда. Свајате колку били у неверие. Дури апостолите у тие моменти. Му вика, ако си син Божи, симни се. Како бе ти толку други исцелуваш, а не можеш сам да се исцелиш? Нели се што му зборува? Кај не му помага умаките, бар да ќутеа. Не, уште му додава. Ама тоа е големината на Христос. И издржа во сето тоа и не погреши во ништо. И на крстот рече, татко, прости ме, знам што прават. Не рече, татко, огин од небото нека дојде да ги сотре. За нашите престапи беше прободен, сотрен. За нашите престапи, престапување на законот. За нашите беззаконија. Казната за нашиот мир падна врз него. Он беше во агонија, во немир, во болка, за да ние имаме мир. Мир со Бог, мир со себе, мир у душа, мир у срце, мир у живот. Мир. Казната за нашиот мир беше врз него. И преку неговите рани ние се исцеливме. Преку неговите рани, тие рани, зошто беше битно рани да има? Целиот беше во рани. На главата, не е тоа случајно, таа тема може некојаш да зборуваме. Зошто круна на главата, зошто кавшици на грбот, зошто тука го боде, на стапала, на дланки, зошто со копија го пробода. Се има тоа зошто. Се има зашто. И сите тие рани беа за цело твое исцеление, дух, душа, тело. Преку неговите рани ние се исцеливме. Не ке се исцелиме. Не, сега имаме тука и сега ке молиме, исцелиме Господ, исцелиме. Абе, веќе сме исцелени. Веќе се исцеливме. Господ сега да го веруваме во. Поарно на Господ му угодно да ќутиме и да не молиме, ништо да не правиме, само да поверуваме. Него ли да правиме се нешто да молиме, ајде исцелиме нека религија и Господе, плачеш пред Господ, помогни, девла, девла. И шо? Треба да имаш вера дека девла ја завршил работата веќе. Завршено е. Па тогаш плачи, па тогаш моли. Со таква мотивација. Амен. Значи, се што сме молеле, сме проповедале, сме правеле, со таква мотивација, некој да не сватил погрешно. Не ние сега нешто, или кога се молиме за болни, сега ќе го исцелиме, Господе, дојди и ти сега. И не знам што, сега ние ќе му направиме нешто. Што, маги ќе му правиме? Не, него само помазанието да го прими тој. Кој што веќе Исус го направи на крстот да пробие.
Ако има пречки да се отстранат. Амен, да се пројави исцелението. Некојаш побргу. Некојаш поспоро иде, некојаш процес, затоа се молиме еден за друг. Затоа постиме, затоа поеше молиме некојаш. Побргу да пробие помазанието за исцеление. Тоа е поентата на молитвата, тоа е поентата на постот. Не да измолиме ние сега, Бог седи на престолот и вика, овој, добар е овој, пости овој. Тој злате пости, ќе му давам тоа што бара. Овој ѓухан ништо не пости. Не му давам. Не. До нас е дали ќе примим или не. Бог седал на сите веќе. Бог за сите се направил. Исус за сите умре веќе. Уште еднаш ќе читаме. Тој ги понесе нашите болести, ги зеде врз себе нашите болки. За нашите престапи беше прободен, сотрен, за нашите беззаконија. Казната за нашиот мир падна врз него. Преку неговите рани ние се исцеливме. Село минато, завршено време. Значи ова е завршено. Завршено е. Кога рече Исус завршено е, ова го рече завршено е. Казната за мирот падна врз мене, завршено е. Ги зедов твоите болести, завршено е, ги зедов. Ги зедов твоите болки, завршено е, ги зедов. Преку твоите рани, преку моите рани се исцелуваат луѓето, се исцелуваат, се исцелија, готово, завршено е, се исцелија. Завршено е. Ги зедов престапите на луѓето. Ги зедов гревовите на луѓето. Беззаконијата, ги зедов, вика Исус. Завршено е. Завршено е. Ова е Евангелието. Не може ѓавол да војува против ова. Што е веќе победено. Тоа е славното Евангелие, тоа е славата на Божјата порака. Дека веќе е завршено. Не може ѓаволот никош да го победи Господ. Вистината никош не може да биде поразена. Може да има периоди во човештвото, во историјата, кога ќе има повеќе темнина, поише грев, помалце христијанство или повеќе, меѓутоа вистина секогаш свети. За цела вечност, се додека има луѓе, додека постои земјава, не може да биде поразена црквата на Исус Христос. Вистинската црква. Амен. Словото Божје не може да биде поразено. Оние што веруваат никош не може да бидат поразени. Невозможно е. Затоа што е завршено. Не може да биде поразена црквата. Халелуја. Слава ти, Господе. Петар го цитира ова во 1 Петар 2:24 на свој начин, на некој начин, може да кажеме. Верувам инспириран бил Исаја и други стихови кои што сега не ги читавме, кај што вели дека како јагне отиде на колења. 1 Петар 2 глава 23 вика стих, кога беше навредуван, не враќаше со навреда, кога страдаше, не се закануваше, туку се предаде себе си на оној кој суди праведно. Тој сам во своето тело ги понесе нашите гревови на дрвото, на крстот. Та ние, умирајќи за гревот, да живееме за праведност. Преку неговите рани се исцеливте. Зашто скитавте како овци, но сега се вративте при пастирот и чуварот на вашите души. Во Исаја понатака исто зборува дека ние као овци бевме залутани и Господ не врати при него. Значи, ја верувам инспириран од Исаја го кажува ова Петар. Значи вика, тој сам во своето тело ги понесе нашите гревови, та ние, умирајќи за гревот, да живееме за праведност. Преку неговите рани се исцеливте. Преку неговите рани се исцеливте. Дух, душа, тело. Севкупно исцеление. Не збориме само за телесно. Емотивно, во срце, те боли срце, те боли душа, те боли. Повреди имаш емотивни. Било што и да е. Исцеление. Господ и душата сака да исцели. Емоциите ти ги исцели. Си повреден. Од дома, од фамилија, од роднини, од браќа, сестри, од не знам кој, од мене ако си повреден. Господ сака ти исцели. Има исцеление во Господ. Веќе си исцелен. Амен, веќе си исцелен. Не може човек толку да те повреди, колку што Господ може да те исцели. Оти веќе си исцелен. Само дојди и прими. Пораката вечерва е слушни, поверувај, прими.
Не само слушни, слушнавме, супер. Поверувавме, добра, ај утре ќе делувам на тоа. Не, вечерва са ќе делуваме. Значи, првото треба да знаеме дека е завршено. Знаеме дека Исус умре за нас. Знаеме дека Исус на крстот ги зеде нашите болести, болки. Знаеме, така? Амен? Знаеме. Втора работа, го веруваме тоа. Не само знаеме информативно у главата, него го веруваме со срце. Значи, стварно верувам дека е така. Светиот Дух ме пресведочува, читаме Слово, стварно е така. Ама не осеќам така, ама луѓето од друго зборат, ама ова, ама искуствата моја, ама не знам што, ама не ме интересира тоа, не знам што. Јас верувам. Ама милион пати сум одлучил да верувам, милиони први пат. Милиони трети пат. А то што Господ не е грешката, ако јас не сум исцелен. Оти е завршено кај Господ веќе. Секојаш ќе се испитувам себе, ќе речам, Господе, ако има некоја пречки проблем, зборувај ми. Таа е сега многу длабока тема. И сме зборели за тоа, но секојаш кај нас се испитуваме. Амен. Дали треба да опростиме, треба да се покаеме, дали треба нешто да смениме, треба животна навика, начин на размислување, начин на зборење, било што, нешто може треба да смениме, за да исцелувањето се случи. Но прво е, ние треба да знаеме за исцелувањето дека е завршено, второ да го веруваме, трето да го примиме. Како се прима исцелувањето? Тоа е одлука. Едноставно си го земаш, го примаш. Како се зема, како се прима? Кога застануваш пред Бог со вера и го примам. Ставно стоиме пред Бог, како што славиме, го примам помазанието, примам славата Божја, преска пеевме, славевме. И Божјото помазание доаѓа, нели? Го осеќаш Светиот Дух. Сега специфично помазание за исцеление примаш. Не општо помазание, само или славата Божја општо, него специфично за исцеление помазание. Ето има разни помазанија. Светиот Дух е еден израз во Откровение, вика 7-кратен дух, пример. Има и во Стариот Завет објаснувања. Значи 7-кратно делување, 7 аспекти има Светиот Дух. Пример. Така да, пример, помазанието за исцеление е едно од неговите помазанија. Има разни дарби, нели, Светиот Дух. Така да, помазанието е многу кратно, не е тоа само помазание. Да, Свет Дух е Свет Дух, меѓутоа он може да биде и исцелител, може да биде и финансиски просперитет да ти даде, може мир да ти даде, може ова, може тоа, може воинствен да е, може утешител да е, може советник да е. Има разни аспекти помазанието. И кога ти треба исцеление, примаш помазание за исцеление. Амен. Идеш у банка и викаш, дај ми си вадам од сметка, што сакаш? Долари, евра, канадски, швајцарски, ти викаш, сакам долари. Разбираме? Така доаѓаш при Бог, примаш помазание за исцеление. Ти требаат пари, идеш при Бог, примаш помазание за финансиски просперитет. Што да ти треба, има кај Господ. Оти е завршено. Завршено е. Завршено е. Халелуја. Значи, трета работа, примаш. Значи, тоа е одлука на срце, во молитва, пред Господ кога стоиш, во присуството на Бог, го примаш тоа. И следно, четврта точка, делуваш на тоа. Прво, со устата. Почнуваш да го исповедаш. Почнуваш да го зборуваш. Почнуваш да му благодариш на Бог. Фала ти, Господе, што сум исцелен. Јас верувам сум исцелен. Преку твоите рани сум исцелен, Господе. Почнуваш да го славиш Бог. Почнуваш да го молиш тоа. Почнуваш да го прокламираш, да го изјавуваш. Халелуја. Прво во присуството на Бог, потоа и во присуство на луѓе. Јас верувам сум исцелен. Бог е мој лекар. Комши, што има ново денес? Господ е мој лекар, тоа е ново. Господ ми излечи. Кај ти излечи? Верувам излечи. Ај овој комшијава чукнате, ке си рече. Ти е гајле. Па ако те праша утрента што има ново, Господ ми е лекар и денес. Секој ден. Во автобус, на улица. Верата зборува. Верата зборува. Од преполнето срце зборува устата, рече Исус. Ако очајно бараш исцеление од Господ, очајно,
Знаете дека од Господ најчесто ништо не се прима се додека не си очаен. Не знам дали сте приметиле. Кога ќе станеш очаен по нешто, тогаш стварно ќе почнеш да бараш од Бог, ќе молиш и ќе примиш и оп, ќе се случи. Ај, ама очаен кога ќе дадеш, до нула кога ќе дадеш, до земја, што се вика. Кога тогаш ќе извикаш, како вика од длабочините свој, извикав кон Господа и Господ ја чу мојата молитва. Така е најчесто. За жал, не треба да е така. Нели? Така и со исцелувањето. Кога ќе си очаен, стварно кога ќе сакаш Бог да те исцели, тогаш срцето кога ќе ти извика кон Бог, тогаш нема да ти е гајле што ќе рече овој тој оној, него ја стварно од преполнето срце ќе ми збори устата. И ќе го зборам исцелувањето. Нонстоп ќе го зборам тоа. Дали у молитва, дали на само, дали дома, дали на улица, само ќе зборам дека Бог ми е лекар, дека сум исцелен. Таа болест нема власт врз мене. Што и да ме мачи, нема власт. Најдов решение кај доктор Исус. Тој е мојот лекар. Јас верувам. Значи, четврта точка, значи, го изјавуваш тоа со уста, оти со срце верува, се верува со уста се исповеда, и пета точка, го живееш на дело тоа исто. Значи, да не останеме само на зборување, па да бидеме лицемери, збориме едно, правиме друго, него јас и ќе го живеам тоа исцелување. Односно тоа што реков прес, како треба ќе променам нешто, ќе сменам животна навика, работна навика, што гледам на телевизија, што музика слушам, со кои луѓе се дружам, како живеам, како се хранам, како мислам. Бог ќе ти зборува, можеби треба нешто да смениш. Оти многу пати помазанието за исцеление доаѓа, меѓутоа не останува кај луѓето за жал. Зошто? Затоа што животите не им се во ред. Ако животот наш е во ред со Господ, тоа помазание за исцеление нонстоп ќе тече. И физички ќе се манифестира. Не може да не се манифестира. Значи, у духот доаѓа помазанието, у душата, емоции, све. Телото ќе почне да се исцелува, клетки, све се исцелува. Али се почне у верата у духот. Се почне у срцето. За било која работа. Парите така доаѓаат. У духот треба да примеш помазание за богатство прво. Да симнеш наметката на сиромаштија. Да почнеш да веруваш, ја не сум македонец, ја не сум рум, ја не сум беден, ја сум богат. Ја сум син Божи и ќерка Божја. Ја сум благословен, тоа у духот се случува. Ја симнуваш наметката на бедност, облекуваш наметка на слава, на богатства. Царските луѓе у старо време носеле плаштови, злато, прст, нели, ние не го носиме тоа физички сега, ама у духот го носиме. Друг дух ќе примиш прво, после физички ќе се случат парите. Инако ако се случи обратно, ќе те уништи тоа. Не знам дали сте читале, сте гледале, например, полно тие што добиваат на лото или на спортска. Значи, не знам кој беше процентот, ама 90% тотално ги уништуваат своите животи. Оти он ќе добие, пример, неколку милиони долари и он не знае што да прави со тие пари. Оти он има бедност у духот. Зборам 90%, и поише од 90 дори. И што прават? Ке се пропијат, пропушат, по проститутки, по коцки, по немам што, фамилии ке уништат, деца, све, на крај некој се самоубива. Најголем, исто, огромен дел завршуваат на улица. Бедни. Некај што биле бетер. Он па имал некој живот, работа на, он ќе остаи све тој, ќе се пропие, ќе се издрогира, на крај завршува на улица дури. И у долгови. По затвори завршуваат. Значи, читаш да се чудиш. А милиони добиле. И луѓето сите копнеат по тоа во светот. Сега жалното е ние ако сме у црква и ние да копнеме као нив. И ако мислиш парите ќе ти го сменат животот. Парите ништо нема да ти сменат. Ќе ти смени ако ти од внатре ја соблечеш наметката на бедност и облечеш помазание на богатство. Ако од внатре се смениш, ако поверуваш дека ти си богат во Христос, тоа ќе подразбира, ти ќе имаш кралско во тебе, ќе имаш интегритет, праведност, честност, чистота, нели, вредност, честитост, искреност, вистинитост, трудолюбивост, нели. Сите тие атрибути што ги носи вистинското богатство од Господ, ќе го имаш од духото, срцето.
И после ќе се пројавува и надворешно. Бог ќе може да те довери со пари вистински. Дека нема да уништи тоа, ти веќе го имаш у духот. Ти можеш да ги носиш тие пари физички. Можеш да ги контролираш, а не они тебе те контролираат. Амен. Разбираме? А во светот сите копнуваат за пари само. И дури кога ќе ги прашаат, ако добиеш на лото, што ќе правиш? Одма, пијанчење, ова, шетање, не знам што. Никој не вика прво ќе дам 10 на Господ, пример. Исто и со исцелувањето. Значи, прво треба да примиш од духот идентитет. Исцелен сум. И се тоа што го носи. Зошто сакаш да си исцелен? Затоа што сакам да живеам исправно пред Бог. Сакам да живеам слободен од болест, слободен од болка. Сакам да му служам на Господ повеќе. Сакам да работам, сакам да се трудам, се грижам за фамилија. Сакам ова, сакам тоа, сакам да правам еден куп работи. Бог да биде во сето тоа. И Бог ќе те довери со исцелување. Иначе поарно седи си болен, оти ако си здрав, па може ќе шеташ жени ќе бркаш. Озбилно. Така е, нели? Поарно седи болен. Не се завркавам. Исус, ние не кеме тие работи. Да. Исус рече поарно без едно око и рака да влезаш у царството, него цел здрав да отидеш у пекол. Не кеме тие работи да ги слушаме. Се сеќавам уште млад верник као бев. Имаше една позната девојка и беше во количка. Не е битно. И пееше таму песни овона за Господ. И меѓу песните кажа сведоштво во она, како некојаш му се лутела на Бог, зашто бил у количка, не можела да оди, па после ќе се покајала, па ова, па се молела, верувала Бог ќе исцели, па некојаш не верувала и така. И вика едно време, меѓу песните, пее па за Господ, нешто, ама така, религиозно. И вика, колку многу сакам да сум здрава, сакам да играм тенис, сакам да си готвам, да си шетам, да танцувам, сакам ова да правам тоа. И слушам таму што све сака да прави. И ја викам, каде е Господ од сето ова ти што сакаш да правиш? Каде е Господ? Сакал ова да прави, сакала да патува Париз да го види, не знам, и не можела се у количка била. Па поарно што си у количка, пееш за Господ, затоа си у количка уште. Оти ако Бог ти исцели, ќе си отидеш. По швалераци и по... Ме сваќате? Сега отидовме од друга насока. Но битно е да имаме исправно срце пред Бог. Тоа е една од пречките за исцеление, како од една од било кои други пречки. За нашите животи, за црквата. Значи, знај, завршено е. Второ, верувај со срце во тоа, дека е завршено твоето исцеление. Трето, прими го. Значи, во присуството на Господ, едноставно примам, одлучувам и го примам, си го земам тоа што ми припага. Четврто, со устата своја го исповедам, во молитва, во славење, во благодарност на Бог, во разговор со луѓе, го кажувам тоа, оти од преполнето срце зборува уста. И пето, го живеам на дело. Исцелението го живеам на дело. И две работи за крај ќе кажам, што ги запишав, Бог ми ги даде. Господ сака да знаеш дека ти си тоа што Господ вели дека си. Значи, не тоа што светот ти го вели, не тоа што телото твое ти го вели, тоа што Господ ти го вели, тоа си ти. И втора работа, ти го имаш тоа што Господ вели дека го имаш. Значи, твојот идентитет и тоа што ти го поседуваш, тие две работи, тоа што Господ вели, така е. Луѓето се лажговци. Кој што сака нека збори, не ме интересира. Бог е вистините. Бог зборува вистина. Тоа што Господ го вели дека си, ти си тоа. И второ, тоа што Господ вели дека го имаш, го имаш. Ако Господ вели имаш исцеление, имаш. Ама немам. Не, имаш. Ама немам. Имаш. Пак со парите, споредба. Милионерите сите пари со нив си ги носат од джеп, сум го кажал ова. Не. Имаат дел. Имаат у банка чуваат. Некоја што нифич немаат пари. Ама он знае, верува дека е богат. И знае дека има таму место кај што ќе отиде и ќе си земе кога му треба. Истото е со нас. Ти треба да знаеш дека имаш у Господ се. И има место што се вика небо, кај што е нашето богатство, и ние преку вера од тоа небо
зимаме и симнуваме тука на земјата, ослободуваме што ни треба. Помазание за исцеление, за просперитет, за тоа, од небеската банка. Амен. Ти си богат. Ти си исцелен. И кога ти треба си зимаш. Ама моментот сум болен, ама моментот немам пари, ама не е вистина. Што ако у джебот немаш? Кај Господ имам. И си зимам само. Оти тоа е мое. Тоа што Господ вели го имаш, го имаш. И тоа што вели Господ дека си. Слава нека е на Бог. Толку од мене од Господ поиша. И сега ќе делуваме нова. Не само што го чувме, него ќе го примиме се тоа. Не само во проповед, него ќе застанеме пред Господ сега и во присуството на Бог ќе го примиме се тоа. Ајде да станеме. Халелуја. Додека пееме сега, додека молиме, додека славиме, додека наставно сме во неговото присуство, примајте помазание за исцеление. Дали се работи телесно исцеление, духовно, душевно, емотивно, болка имаш, повреда, рана, нешто човек те повредил, брат, сестра, кој да е, пак велам од фамилија, близо, речен, Господ ги зеде твоите повреди, болки. Земи си го тоа што ти припаѓа. Исцелувањето ти припаѓа. Нема потребе да го носиш тоа што веќе Исус го зеде на крстот. Не носи болки што нема потребе да ги носиш. Болките Исус ги зеде на крстот. Болестите ги зеде на крстот. Не си јунак на верата што ај кого ќе издржам да носам. Слава на Господ што си издржал, ама ајде дај му го на Господ вечер во бремето. Биди јунак на верата и да примиш. Јунаштвото верата не е само колку можеш да издржиш устрадање, него јунаштвото е да поверуваш, да примиш олеснување. Така да вечерва биди јунак у верата, прими исцеление. Амен. Татко Небески, ти благодариме за ова слово. Фала ти, Господе, што е завршено веќе, што Исус веќе умре на крстот и веќе воскресна и веќе ги зеде нашите болести и болки и гревови и се она што ни змачува и не боли и не повредува, Исус го зеде на крстот. И ние оваа вечер едноставно велиме, Исусе, ние го предаваме на Тебе тоа што Ти го веќе зеде на крстот, ние одбиваме да го носиме, секое бреме, јарен, болка, повреда, рана, болест, немоќ, одбиваме да го носиме и велиме, Исусе Христе, го предаваме на Тебе и си го зимаме нашето исцеление, одлучуваме да примеме исцеление од Тебе оваа вечер, одлучуваме да примеме, Господе, ослободување, Господе, од секаков немир, болка, повреда, рана. Можеш и самиот да му кажеш на Бог што и да едноставно тивко пред Бог, моли се. Во Твои раце давам, Господе, сека болка, повреда, рана, немоќ, се она што ми измачува, ме повредува. Едноставно го давам на Тебе, верувам дека Ти веќе го зеде на крстот, Исус, јас го предавам во Твои раце тоа. Едноставно го предавам, го се ослободувам себе си од тоа бреме, од таа болка, таа мака, таа болест. И го примам Твоето исцеление оваа вечер, што Ти веќе на крстот го снабди. Дека јас сум исцелен веќе, Исусе. Јас верувам дека сум исцелен. Јас едноставно го примам тоа што Ти веќе го направи за мене на крстот. Јас го примам оваа вечер. Го примам во името на Исус. Го примам Твоето исцеление. Го примам Твоето ослободување, Господе, дух, душа и тело. Примам исцеление во кичмата, Господе. Примам исцеление, Господе. Ка кичмата моја биде права, моите пршлени, мојата половина, да бидат исцелени во име на Исус Христос, секоја коска да биде наместена. Секоја коска да биде излечена во името на Исус. Секоја коска да биде излечена во име на Исус. Да биде силна, здрава. Во името на Исус зборувам на секоја коска да биде здрава и силна. Наредувам на секаква немоќ да отстапи од моите коски во името на Исус од Назарет. Моите коски се здрави и силни. Во името на Исус. Во името на Исус. Исус ја зеде на крстот секоја болест на моите коски. Исус зеде на крстот секоја болест што ги напаѓа моите органи, срце, внатрешни органи, црн дроб. Секоја болест што ги напаѓа половите органи. Канцер, тумор, Исус го зеде на крстот. Висок крвен притисок, диабетис, Исус го зеде на крстот. Секакви инфекции, воспаленија, Исус го зеде на крстот.
Исус зеде на крстот секоја болка. Болка во црева, болка во желудник, болка во главата, болка во очите. Исус ја зеде на крстот. Болка во нозете, болка во стапала, во глуждови. Исус ја зеде на крстот. Си го примам исцелувањето оваа вечер, татко. Примам исцеление. Примам исцеление на местото на болката, на местото на болеста. Јас примам исцеление оваа вечер. На местото на болеста примам исцеление, примам здравје. На местото на немоќта примам сила од Тебе, Господе, оваа вечер. Преку Твоите ране сум исцелен. Ти беше немоќен за мене за да јас бидам силен. Ти беше слаб, ти страдаше. Ти ја зеде болката моја, за да мене ништо не ме боли. Болка од прстите, болка од реуматизам, артритис. Исус го зеде на крстото. Неплодност, Исус зеде на крстот. Халелуја. Проблеми со меморија, со сеќавање, со мисли, со неспиење, инсомнија. Исус го зеде на крстот. Секакви темни мисли, депресија, Исус ја зеде на крстот. Безнадежност, очај, тага. Исус го зеде тоа на крстот. Примам оваа вечер исцеление, Господе, во мојата душа, во моите емоции. Фала Ти, татко, што има надеж во Тебе, што има надеж во Исус Христос. Има надеж во Исус Христос, има победа, има сила. Ти имаш живот иднина за мене, Господе, јас нема да умрам, јас ќе живеам. Твоите дела ќе ги прокламирам. Има надеж иднина за мене, Господе. Има живот за мене, Господе. Ти имаш иднина за мене, Господе. Ти имаш надеж и живот, Господе, за мене. Те славам, Господе, те славам, Боже. Те славам, Господе. Го примам Твоето исцеление, татко. Го примам Твоето исцеление оваа вечер, Господе. Го примам Твоето исцеление, Господе. Го примам Твоето исцеление. Примам помазание за исцеление. Примам помазание за исцеление во името на Исус. Примам помазание за исцеление во името на Исус. Халелуја, слава Ти, Господе. Секој сомнеш нека си оди од нас во име на Исус. Секој сомнеш нека си оди, секоја неверие во името на Исус. Го примаме Твоето исцеление во името на Исус, татко. Халелуја, халелуја, слава Ти, Боже. Те славиме, Господе. Те славиме, Господе. Ти си лекар на мојата душа. Ти си лекар на моето срце. Ти си лекар на моето тело. На секој орган, секоја клетка, секој ткиво, секој дел од моето битие, дух, душа, тело, Ти го лечиш. Ти си лекар. Ти си лекар. Ти си Јехова Рафа. Ти си Јехова Рафа, Бог мој лекар. Ти си мој лекар. Ти си мој лекар. Ти си мој исцелител. Ти си мој исцелител. Ти си мој исцелител. Ти ја зеде секоја моја болка на крстот, секоја моја болест на крстот. Те славам, Господе, те славам, Господе. Те славам, Господе, те славам, Господе. Халелуја. Слава Ти, Господе. Се осеќаме ли подобро? Верата има сила. Помазанието е реалност. Верата е реална. Секој ден прави го. Секој ден, секој ден, секој ден. Исцеление има во Господ. Добра си, сестра. Исцеление има. Исцеление. Ке се смени, што и да е физички, ако си болен нешто. Ткива, органи, клетки, Господ ке ги смени. Ке се излечат, нови создава. Словото лечи, помазанието лечи. Помазанието е по-реално од твоето тело. Или од болеста во твоето тело, ако така да кажеме. Помазанието за исцеление е по-реално. Кога си присуството на Господ, знаеш дека е така, нели? Ама ако ќе отидеш сега таму надвор, друга реалност. Затоа во Господ остани. Господ нека ја благослови. Останете во ова помазание. Останете во исцелувањето. Секој ден практикувајте го. Прокламирајте го, изјавувајте го, молете го. И мора да биде. Затоа што веќе е. Завршено е. Господ нека ја благослови. Така, ќе завршиме тука вечер официјално.
Неофицијално служењето продолжува. Сите му служиме на Господ. Амен. Така да Господ нека ве благослови, одете служете. Тоа што Господ ви го дава, давајте го и вие на други. Тоа што Господ, тоа добро што ти го прави, прави го ти на други. Господ ти исцелува и другите. Така да давајте и ќе ви се даде уште поише. Амен. Господ нека ја благослови. Ајде да му дајме слава на Бог за крај. Алелуја. Господ е достоен за целата слава. Господ е достоен за слава. Во име на Исус, амен.